Дигитализацијата ќе обезбеди лесна достапност на материјалите за учење, кои стануваат интерактивни и избогатени со мултимедијални содржини, вели министерката за образование Царовска. Според неа, можноста за користење повеќе од еден учебник по секој предмет ќе ги насочи учениците кон истражување и анализа пред да донесат заклучоци и да меморираат знаења. За учебници ќе се поставуваат филтри кои треба да го гарантираат квалитетот на содржината. Овој комбиниран модел нуди и учебници, дали ќе има печатени учебници? Да, ме прашавте. Дали ќе има дигитални учебници? Да. Дали ќе има учебници на Брајево писмо? Да. Дали е ова промена кон квалитетно образование? Да, е промена кон квалитетно образование. Дали стимулирачки може да влијаат дигиталните алатки? Да, заради тоа што нашите деца живеат во дигитален свет. За 20 години од денеска, кога очекуваме тие да бидат продуктивни граѓани, тие што се сега прводеление или ќе почнат прводеление, тогаш тие целосно ќе живеат во дигитален свет, во кој што денеска треба да ги стекнат вештините за да се справуваат со предизвиците во тој период. Од првата детска амбасада меѓаши велат дека Министерството пребрзо оди кон одредени промени. Оттаму прашуваат дали сето тоа ќе придонесе за дополнително раслојување во училиштата. Потребен е простор да се издискутираат овие работи и да има доволно време да се опробаат различни методи од кои што би можело да се види што функционира, кои се првичните проблеми и тие да се исправат. Дигитализацијата е секако нужна и ќе биде во образованието и тоа се некои чекори кон современо образование, меѓутоа потребно е да се изведе на најдобар можен начин. Од Министерството велат дека училиштата ќе можат целосно да го отпечатат учебникот за секој ученик кој поради каква било причина нема можност да ги користи електронските учебници. Материјалите за учење остануваат бесплатни за сите ученици, вклучително и за учениците со оштетен вид за кои државата ќе печати учебници на Брајово писмо, покрај достапноста на секој учебник во аудио формат.